Ов боже, добро. 192. Ало? Да. Сакам да пријавам итен случај. Се обидувам да се логирам на мојата онлайн ТВ сметка и ми вели дека мојата лозинка е погрешна, но знам дека напишав. Што? Што сакате да кажете со тоа дека не е итен случај? Последната епизода на Девојки и момчиња започна за 7 минути. Ако ова не е итен случај, не знам што е. Парот кој има секс кој вклучува контакт меѓу вагина и пенис би користел некаква заштита од несакана бременост, како кондом или други облици на контрацепција, но понекогаш се случуваат несреќи и луѓето завршуваат со секс без заштита. Можеби заборавиле да ги земат апчињата за контрацепција или на кондомот му истекол рокот, но сепак имале секс. Значи, вакви работи се случуваат, затоа не треба да паничите. Постои уште еден вид на контрацепција за да се избегне забременување, а тоа е итната контрацепција, понекогаш наречена ИК или пилула утрото потоа. Колку побрзо ја земете, толку е поефективна, но може да се земе и до 5 дена по сексот без заштита. За жал, може да биде помалку ефикасна за луѓе кои тежат повеќе од 75 килограми. Некои луѓе мешаат итна контрацепција со абортус, но итната контрацепција може да ја запре бременоста уште пред да започне. Итната контрацепција се продава во аптеките, без лекарски рецепт за околу $50. Не ви треба ничија дозвола и не треба да имате одредена возраст или пол за да ја купите. Можете исто така да одите кај вашиот лекар или клиника за да ја добиете. Запомнете, итната контрацепција не може да ве заштити од СПБ. Затоа добро е да се тестирате за СПБ ако сте имале секс без заштита. Не заборавај да ме посетиш на amaze.org или на мојот YouTube канал за повеќе. Чао!